Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Се разбира уште една вечер по милоста Божја. Можеме ова вечер да бидеме тука заедно, да ја слушаме емисијата Гласот на вистината и да се поучуваме преку зборот Божи. Се разбира, напоменав дека ќе дадеме одговор на многуте прашања кои што можеби денеска си ги поставуваме. Еден од тие луѓе бев и јас, кои што исто така си ги поставував сите овие прашања, за кои што многуте од тие прашања немав одговор, се разбира седноле момент додека не почнав да го читам Светото писмо. Почитувани слушатели, ниедна книга ги нема целосно или комплетно сите одговори на сите наши прашања, но Библијата е единствената книга која ги има сите одговори, се разбира, на сите наши прашања. Може би се поставуваме прашање, зошто Библијата е единствената книга која што ги има сите одговори на сите наши прашања? Зошто другите книги ги немаат одговорите на нашите прашања? Или имаат одредени одговори, но не и целосни одговори? Или па можеби кратки одговори? Но Библијата зборува јасно и гласно. И затоа ги има сите одговори на сите наши прашања. Бог е креаторот на небото и земјата. Видовме дека Бог е креаторот на човекот, но и на жената. Видовме како прекрасно и чудесно е создадена, се разбира, жената. Библијата затоа ни зборува како е човекот создаден, како се небото и земјата, како е човекот, се разбира, создаден, но и како е жената, се разбира, создадена. Како се прекрасно и совршени создадени. Кога Бог го твореше небото и земјата, го твореше човекот и ја твореше жената. Видовме дека тој ги создаде совршено. Затоа што Библијата ни зборува дека кога Бог ги ствараше, тој виде дека е добро, виде дека е совршено. Она што Бог го прави совршено, уникатно и никој нема како него. Никој нема кој може тоа нешто, се разбира, да го повтори. Но почитувани слушатели, исто така сакам да зборуваме за една многу важна тема оваа вечер. Затоа ве молам, слушајте емисијата Гласот на вистината и ќе видиме многу работи во текот на овие емисии и ќе дадеме одговор на сите ваши прашања. Почитувани слушатели, можете, слушајќи емисијата Гласот на вистината, можете да напишете прашања или коментари кога ќе можете да ја слушате оваа емисија на YouTube, на каналот Гласот на вистината. Затоа, слушајте емисијата Гласот на вистината и верувам дека ќе ви биде голем благослов. Видовме како беше креирана жената, затоа ни зборува Библијата. Таа не е од небото падната или од некаде друго место донесена. Библијата зборува дека Бог ја создаде жената од реброто на мажот. И не само тоа, што видовме како е создадена жената, колку е добро совршено создадена. Видовме всушност и ја видовме поточно големината Божја. Каков е Бог, колку тој е навистина голем. Потоа беше исто така важно да ја видиме улогата на жената. Библијата зборува за улогата на жената. Денеска многу луѓе имаат погрешно разбирање по прашање на улогата на жената. Па дури и тоа го проповедаат, дека жената е создадена да биде само слугинка и нешто повеќе. Библијата не зборува дека жената е креирана и создадена да биде само слугинка и да му слугува на мажот. Туку таа вели
да му помага во неговиот живот и да биде, се разбира, слична на него. Број 4. Во Библијата е напишана најстарата институција во светот, а се разбира, тоа е бракот. Бог го создал бракот како свет. Значи, Библијата зборува дека бракот е света работа. Иако денеска бракот толку многу не се цени и не се става на тоа ниво кое е потребно и во кое треба да биде, но Библијата зборува дека бракот е света работа, многу важна и многу клучна за општеството. Ако имаме добар брак, ние би имале и добро општество, би имале и добра, се разбира, држава. Но исто така Библијата зборува и за сексот, всушност за сексуалниот живот меѓу мажот и жената. Како што кажав, во иднина ние ќе зборуваме за бракот, се разбира, и за сексуалниот живот во бракот. Само ќе напоменам кратко дека надвор од бракот, сексот е грев, е беззаконие пред очите на Господа. Многу е важно да ја разбериме улогата на бракот и да разбериме дека бракот е креиран и создаден од Божјата рака. Всушност, бракот е најстарата институција на светот која Бог ја создал. Еве ќе отвориме во првата книга на Мојсе, втората глава, ќе го прочитаме 24 стих. И еве што таму ни вели Библијата. Значи, втора глава, 24. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи, се разбира, кон жената своја. И тие ќе бидат едно тело. Потоа ќе читаме во третата глава, 20 стих. Еве што ни е запишано во книгата Создание или во првата книга на Мојсеј 3:20. И еве што ни вели Словото Господово. Адам ја нарече својата жена Ева, бидејќи таа стана мајка на сите живи. Ева е жена на Адам. Значи, Адам и Ева се првата брачна, се разбира, двојка. Потоа, во 28 стих од втората глава, од оваа книга, се разбира, Создание или Берешит. Еве што ни вели таму Словото Господово. И ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата. Еве го гледаме тој репродукт за кој што Бог зборува. Всушност зборувам за бракот и за сексуалниот живот во бракот. Сексот е даден од Господ. Тој го креирал и го создал за благослов на човекот, да може да го ужива. Меѓутоа, тој благослов треба да се ужива само внатре во бракот. Надвор од него, се разбира, е грев. Библијата зборува за блуд, Библијата зборува за прелюба. И затоа реков дека надвор од бракот, сексот, се разбира, е грев. Еве ќе отвориме потоа во 4 глава, ќе читаме или ќе го читаме првиот и вториот стих и 17 стих. Како резултат на нивниот сексуален живот, видовме што Бог му препорачува на човекот. Множете се и плодете се. На кого Бог му се обраќа? На човекот. А потоа, кога Бог ја создава жената, Библијата јасно и гласно зборува. Ја создава жената од реброто на мажот, им зборува за тоа нешто. И внимавајте, напоменува дека не се најде сличен на човекот. Но ние ако го видиме животот на Ное, времето на Ное кој луѓето живееле, ќе го видиме целиот блуд, како се одвивале многу работи и затоа Бог испрати потоп и го уништи, се разбира, човекот. Но тоа е една друга тема за која што зборуваме.
Но се надевам дека ме разбирате зошто ви го зборувам и ви го напоменувам ова. За жал, денеска човекот го злоупотребува сексот. Го злоупотребува тој благослов кој е даден од Господ и е даден во бракот. Почитувани слушатели, уште еднаш ќе напоменам, даден е во бракот и е даден само со жената која што Бог ти е дал, со која што ти си едно тело. И еве што вели Библијата. Потоа Адам легна со својата жена, Ева, која зачна и го роди Каин. И рече, придобив човек од Господа. Го роди уште братот негов Авел, и Авел стана сточар, а Каин беше, се разбира, земјоделец. Потоа во 17 стих од оваа 4 глава вели, и легна Каин со својата жена, и таа забремени, го роди Еноха, потоа созида град и го нарече според името негово, според синот свој Енох. Гледаме како Бог го создава сексот, а потоа гледаме како резултат на сето тоа се раѓа Каин и Авел. Ако Адам и Ева беа создадени од земја, поточно Адам беше создаден од земја, а Ева беше создадена од реброто на мажот и обата стана едно тело. Како производ на таа љубов, на тоа едно тело, на тој нивни однос или сексуален живот, се раѓа Каин и Авел. Значи, Каин и Авел не се создадени од земја, тие се раѓаат. Каин и Авел се првите луѓе кои се родиле на овој свет. Еве, затоа ви реков дека ќе имаме можност многу нешто да видиме во текот на овие, се разбира, емисии. Зборуваме за бракот како најстара институција на овој свет. Потоа зборуваме за сексуалниот живот во бракот на човекот како благослов кој што Господ го дава. Потоа зборувавме и видовме дека Каин и Авел се првите кои беа родени од мајка и дојдени, се разбира, на овој свет. Почитувани слушатели, имајте убава и благословена вечер и се разбира, продолжуваме понатаму со емисијата Гласот на вистината. Ке зборуваме преку Библијата, го гледаме и разбираме падот на човекот, гревот или непослушноста. Значи, ќе видиме од каде потекнува, кој е изворот, се разбира, за непослушноста или за гревот. Затоа што гревот е непослушност и непослушноста, се разбира, е грев. Но тоа ќе го видиме во наредната емисијата Гласот, се разбира, на вистината. Не заборавајте дека зборуваме, се разбира, за прекрасни, се разбира, нешта. Нешта кои што Библијата ни ги нуди, поточно Библијата не запознава со сите овие прекрасни нешта и преку овие прекрасни нешта ние ја гледаме големината и убавината на самиот Творец, сушно на самиот Господ Бог, кој го твори, се разбира, небото и земјата. На еден ваков начин, посвет начин, ние повеќе го запознаваме Бог. Повеќе ја запознаваме волјата Божја, повеќе ја гледаме големината и убавината, се разбира, Божја. Како Бог го создаде небото и земјата, како Бог ги доврши и виде дека е се совршено и виде дека е добро. Потоа видовме дека човекот е Божја слика и дека тој е круна на Божите, се разбира, созданија. Потоа видовме како е создадена првата жена, Ева. И видовме дека мажот и жената ќе ги остава татка си и мајка си и ќе се прилепат еден кон друг и тие ќе станат едно, се разбира, тело. Потоа видовме дека бракот е најстарата институција. Потоа зборувавме за сексуалниот живот. Кој го создал сексот? Библијата зборува дека Бог го создал сексот како благослов, се разбира, даден за човекот, за да може, да се развива, да се множи
човекот, затоа и Бог го создал. Но меѓутоа ја напоменав дека и Библијата зборува, ние во иднинак имаме една посебна емисија за бракот и за сексот. Надвор од бракот, сексот е грев, сексот е прелюба или блуд. Или нешто што е одвратно и гнасно пред очите, се разбира, на Господа. Почитувани слушатели, Господ нека биде со вас и Бог нека ве благослови и се разбира се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно!